Добар ден, по повод 2 април, меѓународен ден на аутизмот, денес ќе разговараме со родителка на дете со аутизам. Ве молам, представете се. Здраво, јас сум Јованка Трпковска, мајка на 16 годишно момче со аутизам. Океј. Кои се најголемите предизвици кои се соочувате во секојдневниот живот? Ние имавме доста предизвици, додека да дојдеме до самостојувањето него. Но сега ни се помалку тие предизвици, но најголемите ни се во делот на учење на читањето и пишување. Значи, тој самостојно оди на училиште, може да се врати, да пазарува, да се подготви јадење. Значи, навистина многу врски ги работи сам, така да веќе се помалку тие предизвици. Но за тие предизвици да ги немаме, тоа е долг пат, значи тоа од мала возраст се почнат да се насочува на многу активности кои што ќе му возможат да се осамостои, да функционира слободно како што треба. Дали вашето дете имаше потешкоти во третирањето во училиште? Во училиште немаше потешкоти затоа што претходно имавме подготовка негова, затоа што не го пуштивме навремено училиште, но 1 година подоцна. И до тогаш, а и таа 1 година имавме подготовка во делот на адаптација, да кажем, за училиште, да може подобро да се вклопи во таа средина. Значи, работевме активности во тој дел, повеќе читање, го насочувавме на сите оние работи од предшколска возраст, за да му е полесна адаптацијата. Одеше на активности, претходно на лего конструкции, на кои што му овозможија да полесно се адаптира на училиште. Какви совети би им дали на другите родители што имаат дете со аутизам? Да го прифатат аутизмот како најголем подарок, бидејќи тие децата со аутизам се навистина Божја креација и тие се дојдени со нека мисија, тие се дојдени со нека цел да ни го поправат на нас животот, да не научат да не се вразуваме за материјалните работи, на нив не им значат добрите патеки, добрата ташна, место каде ќе отидат, туку им се важни луѓето, љубовта, поддршката најголема. Така да родителите да се фокусираат на тоа што можат тие да го направат, а не на тоа што не може да го направат. Кога ќе се фокусираат на тоа што знаат и умеат да го поправат, ќе се поправат и другите работи. Никогаш да не се разочаруваат дека нема да напреднуваат или да ги споредуваат со другите деца. Најлошото е нешто да се споредува со другото дете, затоа што секој дете носи дар во себе, носи способности, одредени таленти, а на нас родителите да ги откриеме тие таленти, да пробаме активности преку музиката, најчесто уметноста, да ни покажат што можат и умеат да направат. Знаете, децата со аутизам се како оние летала змаеви, кои што кога ги држиме не знаеме колку можат далеку да отидат, така и нашите деца со аутизам. Така да родителите нека бидат секогаш позитивни, затоа што и кога мислиме дека стагнираат, тие само земаат сила да покажат што може да направат. Што мислите дека треба да се направи за поголема поддршка на децата со аутизам? Треба да има места каде што тие ќе се дружат, треба да имаат одредени активности, треба да има професионално оспособување. Например, професионалното оспособување почнува многу рано од основното училиште, но добро да има места, центри, да ги наречам некакви, каде што ќе можат да во склад со нешто природно, со нешто суштинствено, со нешто што ќе им дојде на нив да им е добро и убаво да преку тоа нешто се им текне како нешто треба да направат и да се усовршуваат. Треба да има, например, некои центри каде што ќе се огледуваат ете градинарски работи, можеби некоја мала зоолошка каде што ќе учествуваат со хранење на тие животни, можеби каде што ќе има дел на кулинарство, на тој дел како гостителство да се усовршуваат, сепак ќе сакаат да готват, но и имаат мотивација, но само треба да ги поттикнеме на тоа.
Леле, колку е полно, блаженце. Дај му го на тато сето. Тато си. Носи се. Ајде. Браво, бе. Леле, каков наш мајстор си ти. Престани. Немаш. Не. Много е. А? Ништо? Забравиш што реков? Све забравиш што реков. Окей. Вклучено? Ја го исклучувам и го уклучувам. Ти знам зашто. Окей. Мислам дека не ти е баш на средина. Не, така, има ја на средина. А? Ја на средина. Само крилата не се. Се мести, све, многу е лесно. Средина, окей? Све на средина. Мај гијат! Гледаш што е гијат? Заборај. Окей. Так, точно е. Сама. Слушалите, разберете што знаеме, што можеме, што мееме.